Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода. Моето име и понатаму е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за една тема која што ќе ја крстиме овоше за појадок. Зошто сум инспириран и зошто се поттикнав да зборувам за оваа тема? Затоа што со многу од луѓето кои што разговарам и кога можеби ќе дојдам во разговор да како можеби им почнува денот, што прават тие на своите почетоци на денот, знаат многу често да ми одговорат дека нивниот ден има супер почеток и дека најчесто јадат можеби едно парче овоше или две парчиња овоше, некои знаат да изедат огромна количина на овоше, затоа што се трудат да се хранат малку поквалитетно. Сега, кога има можеби зборувано за појадок и за тоа колку е важен и ќе ме слушате уште многу долго за таа тема, и она што статистички гледано е многу поразителен факт е тоа што 60% од луѓето на оваа земјина топка не појадуваат ништо. Значи промаја или можеби е тоа кафе, цигара и така натаму, работи кои што воопшто немаат никаква нутритивна вредност. Од друга страна 40% од луѓето, остатокот од оние кои што појадуваат, зборуваме за јадење во првиот час од будењето, тоа е појадок, а не вашиот прв оброк. Тие луѓе појадуваат, но најголем дел од тие луѓе појадуваат храна која што изобилува со многу масти и шекери. На ова поднебје тоа се пецива, тоа се кифли, можеби мачканици по дома, на некои подруги поднебја, да речеме во развиените западни земји се некакви други типови форми на прости шекери и масти, крофни, не знам, круасани, англиски појадоци и така натаму. И има една мала група на луѓе кои што се труди да се храни здраво и поквалитетно, и најголем дел од таа група на луѓе јадат овоше, можеби јадат, не знам, пијат некаква топла вода со ѓумбир и така натаму. И сакам да ви кажам една работа, дека тоа се е супер, но многу од нас најверојатно помешале здраво со правилно и многу од нас знаат некогаш да не знам, прифатат некоја логика и да прифатат можеби одреден начин на исхрана затоа што им изгледа едноставен или им изгледа вистинит. Но ако малку научно побуричкаме и медицински погледнеме како нашето тело функционира, тоа значи дека на нашето тело му е потребна голема нутритивна вредност. Односно тоа значи дека овошето е супер опција, но тоа не значи дека на вашето тело му е доволно само овоше. Бидејќи ако земете вие само овоше како прв оброк во денот и општо ако го третирате како оброк, тоа не е комплетен оброк. Тоа значи дека има и е супер што е извор на витамини, што е извор на фруктозен шекер, што е извор на минерали, што е извор на растителни влакна, но прашање колку е извор на сложени аглехидрати, колку е извор на протеини, колку е извор на масти и така натаму, а тоа се макронутриенти кои што и текако се важни за нашето тело, а и текако се важни за почетокот на денот. Сакам да ви кажам дека овошето не значи дека не е добра опција, но овошето не е доволна опција за вашиот почеток на денот и сакам да ве поттикнам да размислувате во насока да го збогатите вашиот појадок и да го збогатите вашиот старт на денот со дополнително и макронутриентите, протеини, сложени аглехидрати и масти, затоа што нашето тело е создадено за да добива нутритивна вредност и од макронутриентите и од микронутриентите нормално и доволно вода. Се надевам дека можеби на некој од вас му помогнав да се освести, можеби на некој од вас му помогнав да ја зголеми својата бунтовност и да можеби не се сложува со ова што јас го зборувам тука, но како и да е супер и во двата случаеви и како и да е ве охрабрувам и сакам да го користите овој хаштаг или пишете ми во инбокс за било што се сложувате или не се сложувате, бидејќи овие епизоди и ова шоу е направено за да ја кренеме свеста, за да можеби и издебатираме некакви работи и да соочиме повеќе ставови, бидејќи мене целта не ми е да покажам колку сум паметен, туку мене ми е целта да можеби на некого од вас го инспирирам и да покажам што јас правам, а не ја што знам. Затоа ве охрабрувам уште еднаш да го користите овој хаштаг и фала ви за сета досегашна интеракција. Тука за денеска завршувам, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!